Тројца независни кандидати влегуваат во трката за градоначалник на Македонска Каменица. Исто толку собрале потписи за Чучар Сандево, додека за град Скопје остануваат две листи со доволен број потписи. ДИК информира дека рокот истече синоќа во 24 часот, а во уште 17 општини има по еден независен кандидат. Неколку досегашни градоначалници кои не добија поддршка од своите матични партии за уште еден мандат, одлучија да се кандидираат како независни. Максим Димитриевски за Куманово, Жика Стојановски за Илинден, па и Слободан Даневски за Свети Николе. Собрани се потписи за 57 листи за советници. Најголем интерес имало во Кавадарци и во Македонски Брод, каде што има по 5 независни советнички листи, во Охрид и Чучар Сандево по 3, во Центар 2, а во Скопје само една, предводена од Драгана Велковска. 13 советнички и 12 градоначалнички листи не успеа да соберат доволен број потписи. Меѓу нив е и поранешниот пратеник од НСДП Љубомир Јосифовски, кој се обиде да се кандидира за главниот град. За град Скопје успешни кандидатури имаат Петре Шилегов како предлог на СДСМ за втор мандат, Данела Арсовска која собра потписи како независен па доби поддршка од ВМРО ДПМН, Ана Петровска со граѓански потписи е представник на здруженијата организирани во Зелен хуман град. Петар Георгиевски камиказа зад кого застана левица, а денеска се придружи адвокатот Александар Тортевски, предлог на твоја партија. Мотото на мојата кампања ќе биде избори се за својот град. Второто ќе биде помеѓу две зла, немој да го избираш помалото, затоа што такво нешто не постои. Помало зло е само кога не е на власт, кога ќе се врати повторно или ако бил предходно, кога ќе се врати повторно ќе биде големо зло. Наредниве 10 дена е отворена можноста и други партии да истакнат своји кандидати за градот Скопје и за 80-те општини. Рокот за пријавување листи во ДИК истекува на 11 септември, а кампањата почнува на 27.